Добро. Најпрво да се заблагодарам еве на медиумите што и денеска се овде со нас, иако некако како во тајност во инкогнито да се држеше целиот овој ден, бидејќи нити имаше протокол, нити па некој знаеше што ќе се случува денеска. Како делегација на највисоко ниво од ВМРО ДПМН, денеска одбележуваме 150 години од раѓањето на големиот македонски деец Ѓорги Делчев, кој што оставил голема трага за нас македонците, за Македонија, со неговото дело и неговата борба за независна, суверена македонска држава во срцето на Балканот, не задолжил истата да ја чуваме, негуваме и развиваме, за да генерациите после нас се сеќаваат на неговото големо дело и за Македонија, и за македонскиот народ, од чија нераскинлива алка е овој човек. Така што денеска како ВМРО ДПМН во рамките на Македонското собрание ќе поднесеме и декларација со која што сакаме да добиеме поддршка од сите политички партии кои што се парламентарни и вонпарламентарни, со една цел да го зацврстеме темелот за ликот и делото на Гоце Делчев. Очекувам сите политички партии, без разлика дали се парламентарни или се надвор од парламентот, истата да ја поддржат. Ќе има пресконференција во парламентот и ќе ги добиете деталите, но структурата е ова што ја кажав, бидејќи денеска е посебен ден за Ѓорги Делчев. Цениме дека треба овој ден да го одбележиме и сите оние кои што велат дека се борат за македонскиот идентитет, треба денеска безусловно истата да ја поддржат. Како коментирате тоа што се слави денеска заедно? Што има и делегација во Македонија? Па ако се слави 150 годишнината од раѓањето на големиот македонец и македонски син Ѓорги Делчев, немам против. Македонија. За мене представува Македонија. Тоа што овие денеска што честува, а што има привилегирана положба, а не беа со народот, не се. Тоа е за мене Гоце Делчев. Од мене? Никакви отстапки не барале од мене бугарите. Спомена тоа кое што го кажа и во јавноста за промена на променен уставот и да биде вклучено дел од бугарскиот народ, незначително малцинство во Македонија во уставот. Тоа го бара, за тоа не се подготвени на реципроцитет за значителен дел од македонскиот народ кој што живее во тој дел кај нашиот источен сосед. И не се подготвени да трнат фуснотата од понижувачката фуснота од македонскиот јазик кој што е кодифициран и засебен и различен од бугарски. Тоа е значи одговорот на бугари на 4+1 сега прашани? Не, тоа е парада 4+1, друга е суштината. Суштината е да се обидат и да злоупотребат положбата што се членка на Европската Унија, да не натераат да прифатиме дека од среден век, од првото бугарско царство до 45-та година имаме заеднички историја и сме биле еден народ, бугари. Тоа нема никогаш да го прифатиме. Тоа е суштината. Ви благодарам.